Мицотакис му кажал на Заев дека спроведувањето на Преспанскиот договор е услов за почеток на преговори. Средбата Заев-Мицотакис се фокусира на прашањето зошто се одлага проширувањето. Премиерот на Северна Македонија е разочаран од Европската Унија, но станува посветен. Ова се само дел од насловите во грчките, но и во светските медиуми за синоќешниот состанок меѓу двајцата премиери за време на Солунскиот самит. Појукувајќи се на извори во кабинетот на Кириакос Мицотакис, дел од грчките портали пренесуваат дека на средбата било договорено дека добрососедските односи и регионалната соработка се клучни фактори за натамошните фази во евроинтеграцијата. Премиерот Заев по завршувањето на состанокот потврди дека се зборувало за имплементацијата на Преспанскиот договор и дека Мицотакис уверувал дека ќе турка за почеток на преговори. Спомнавме дека имплементацијата на Преспанскиот договор треба да оди со позитивната и предвидена динамика и ние работиме на двете страни. Буквално по ова прашање, фокусот ни беше на вистина на Европскиот совет, одлуката која што беше на Европскиот совет, имав прилика да добијам од прва рака информација како се дискутирало, кои се очекувањата, но мене ми е многу драго што премиерот на пријателска Република Грција ќе се бори за нашата земја, за да конечно го добие датумот за почеток на преговори. Вчерашната средба беше прва меѓу двајцата премиери откако врвот на Европската Унија не успеа да дојде до консензус за Македонија да добие датум за почеток на преговори. Состанокот Мицотакис Заев во Солун е втора нивна средба. Прв пат се видоа во септември за време на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.